По вчерашните оставки, Филипче во моментов е единствениот функционер во СДСМ и денеска вели дека нема намера да се повлече од функцијата, бидејќи тој лично ќе го води процесот на реформирање на партијата, а тоа му дава за право да го избира и тимот со кој ќе работи. Неговите потези тврди дека немаат никаква поврзаност со Заев, за кој Филипче вели дека 5 години е надвор од политиката, а нивните контакти биле приватни. Сметам дека имам право да го изберам најдобриот тим. И со текот на времето, сепак после едно прилично кратко време, после една таква тешка ситуација која ја затекнав минатата година, имам право и политичко, и морално, и етичко да тимот го модифицирам. А добро е тоа што тоа го работиме и го дискутираме заеднички со сите членови практично на одборите, и на извршниот, и на централниот одбор. Од ВМРО ДПМН пак денеска прашуваат до кога Филипче ќе ја држи лидерската функција во СДСМ само за да му удоволи на Заев и нивните бизнис интереси. Владачката партија е со став дека реформите во СДСМ мора да стартуваат со оставка на Филипче. Се додека Филипче бара одговорност од другите, членови и на извршен одбор и подпредседатели и генерални секретари, а тој не поднесе оставка, партијата ниту ќе има кредибилитет, ниту ќе има легитимитет. Прво треба да се почне со оставка на председателот на СДС Венко Филипче. Председателката Силјановска вели дека иако оставките се внатре-партиско прашање, сепак на СДСМ им посака час поскоро да ги надминат проблемите, бидејќи на државата и треба силна опозиција. Мислам дека е тоа добро за нив најпрво, ама и за сите нас, бидејќи без силна опозиција не може да има демократија, не може да има парламент што ќе носи добри одлуки, бидејќи тие се коректорот на власта. Дел од актуелните пратеници на СДСМ од кои денеска побаравме став не сакаа да ги коментираат вчерашните оставки, додека поранешни функционери на партијата преку социјалните мрежи искажаа различни ставови. Екс-градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов, кој го замрзна членството во СДСМ откако не доби поддршка за нов мандат, ги поздрави оставките. Ова е одлука што треба да се поздрави затоа што отвара простор за вистинска промена, напиша Костадинов на Фејсбук. За разлика од него, поранешната пратеничка на СДСМ Софија Куновска коментира: сите дома, само Филипче останува. Венко никогаш и немал на памет идеја дека е дојден да победува СДСМ, но едно нека остане запаметено, а тоа е дека цената за овие туги бели дворови ќе ја плати не само СДСМ, туку и ВМРО ДПМН и сите граѓани на Македонија, напиша Куновска. На барање на Филипче вчера оставки поднесоа заменик председателката Фани Карамфилова-Пановска, партиските подпредседатели, генералниот и организацијските секретари, како и сите членови на извршниот одбор. Чекорот следи по внатре-партиска анализа за изборниот резултат и потребата од кадровско освежување. Според најавите од партијата, нови членови на раководството ќе се избираат во следните 2 недели. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.